Гледачи, еве по кратката пауза сме повторно назад во студио, а во меѓувреме ни пристигна и нашиот денешен гостин, господинот Стојан Троицки, поранешен директор на Макфест и еден од меѓу најстарите џез музичари овде во Штип. Господине Троицки, најпрвен добре ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и добро ви најдов. Така, она што го знаеме за вас е дека вие 24 години сте биле директор на еден од најголемите фестивали во Македонија, фестивалот Макфест, долг временски период, но еве накратко да се подсетиме, односно верувам дека секоја година си има некоја посебна приказна за овој фестивал, но еве накратко да се подсетиме што се направи во тие 24 години за фестивалот Макфест. Знаете што, приказката за Макфест е голема и не знам дали ќе можеме во овие 30 минути да ги информираме гледачите се што било и како било и што било. Но ќе гледам вака во кратки црти. Во 1985 година во Штип се создаде некаква атмосфера при постоењето на два огромни комбината во Штип, памуштната индустрија македонка и модната конфекција Стимо. Се создаде едно расположение да се стартува со некаква музичко-сценска манифестација во градот, во која би вака направиле напори да се санира одредени состави во забавната музика во Македонија. Во Македонија веќе одамна беше изгаснат Скопскиот фестивал и ништо не се случуваше, а се повеќе и повеќе нараснува нови млади момчиња од музичката сфера, млади композитори кои тражеа место за своја реализација. Такво место не постоеше и лека по лека се створи една атмосфера и 85 година се стартуваше Фолкфест во Ландово, фестивалот на народна музика, и тој повлече една мала инерција за да се влезе во експеримент, односно во организација на фестивалот за забавна музика. Има многу тука сплет на околности, вклучувајќи и радиотелевизија Скопје, каде работеа двајца видни штипјани. Едниот е Кирил Милев, кој беше раководител на музичката и касетна продукција на македонската радиотелевизија. Вториот е Благоје Чешларов, искрен и еден од најдобрите трубачи во Македонија што се биле и продуцент. И тие дојдоа во Штип да бараат подршка во Астибо и во стопанството, дали може да се фестивалот донесе во Штип или таква фестивалска организација. Го нуделе Битола одбил, не знам кој одбил, во Штип го прифати тоа, тогашното градско раководство, разбира се, беше председател Славчо Митевски на град Штип, генерален директор на Астибо беше Тодор Улански, секретар на комитет, не знам кој беше, така да се створи една благопријатна ситуација да се прифати таа манифестација. Нашето собрание, општинското собрание во 85 година донесе заклучок за покренување на музичко-сценска манифестација, а па тогашниот организација Сојуз на социјалистичкиот работен народ, така се викаше ССРН, донесе одлука за востановување на фестивалска манифестација под името Макфест. Во тие консултации тама учествувале многу штипјани, немаме време да ги наредиме, значи поддржувачи, љубители на музиката, се направиле консултации и се договорили да мене ме лоцират како човек кој ќе ги преземе сите тие работи како директор на фестивалот. И имаше еден прекрасен ваш колега, дописник, новинар на Македонската радио и телевизија Павле Ѓоргиев, кој исто така беше доста загреан и доста лобираше оваа манифестација покрај други штипјани, оваа манифестација да проработи, односно да заживе во градот Штип. Тоа беше прифатено од тие структури раководни на град Штип што беа тогаш и јас добив задача, беше веќе формиран и уметнички совет и организационен одбор и добив задача да раководам со фестивалот. Јас го прифатив тоа, влегов со пуна кондиција, бидејќи доста бев зрел, можам да кажам, некаде 40 години имав кога го земав Макфест. Направивме одма конструкција и тоа беше, локацијата негова беше во Домот на културата. Таму најдов едно момче, човек сега возрасен, Кирчо Вангуров, кој беше секретар на Домот на културата, со кого веднаш пристапивме да ги правиме конститутивните документи на фестивалот. Тој треба да се направат разни процедури.
и у консултација со одредени правни субјекти во градот и надвор од градот, дојдовме до ситуација да направиме статут на фестивалот, опис и попис на работни места, негова проекција, негова визија, развојни концепции и сето тоа да биде поставено. Имаше една срекна околност кога јас патував во тоа време доста на Југославија како вработен во модната конфекција Астиво и ги посетив сите директори на сите фестивали во тогашната Југославија. Бидејќи имав веќе остварувана со нив повремени контакти заради мојата професија во Астиво што има. А Штип и Сплит во тоа време се побратими и беа градови побратими. Сплитскиот фестивал зрачеше како еден од најсилните фестивали во државата. Така да морам да ви кажам сега една историја. Прво тргнав од Белград, разговарав со Војка Борисавлевиќ. Војка Борисавлевиќ до ден денеска жив диригент, диригира со големите оркестри во Белград. Беше едно време Белградско пролече го водеше, а после тој фестивал прерасна во Месам, така се викаше Месам. Разговарал со него да видам, да ги добијам тие документи, што се, како, кои законски регулативи, кои ја регулира таа материја. Па бев во Загреб со Ивица Стамач, разговарав, и на крајот бев во Сплит со Давор Петрич, кој беше директор. И тука се ова мора, не сум го кажал никогаш, да го кажам, затоа е влечам таму работата. Таму запознав еден господин уметнички директор на Сплитски фестивал Анте Мирочевиќ, професор на Академијата музичка во Сплит. И тој Анте Мирочевиќ, како јас образложив што барам, зашто барам, како сум дојден, што сум дојден, ме праша дали постои мостот дрвен во Штип. Ја го гледам и се збуни, викам, а постои ли џабијата во Штип? Постои ли? И ми почна некои локации да ми кажува во Штип и јас се запрепастив. И он вика, добро, вика да ја скратиме работа, вика, јас сум роден во Штип. И тука се случи една вака коинциденција, па јас го викав после Мирочевиќ, дојде бре. Татко му бил воен музичар некогаш и таа приказка, па се женил тука со еврејка, па се родил за време на војната, се вратиле они се од Корчула. И така нато. И тие коинцидираа така да тоа собрано искуство од сите југословенски фестивали, заборавив дека, да кажем, и во Сарајево бев, тога ваш лагер сезоне се одржаваше еден господин Никша Дабовиќ. Откако ги собравме сите тие искуства што ги правеа југословенските фестивали, ние седнавме, направивме конститутивни документи и ги удривме темелите на тогашниот Макфест. И после тоа имавме посериозна, широка поддршка во градот од сите структури и требаше се разбира пари. Нормално. Без пари. Па спонзори и така тргна лека по лека работата. И тој првиот фестивал тргна еден организационен хаос, да ви кажам, а испадна многу еден од подобрите фестивали. Така, еве господине Троицки, пред да започнеме со разговорот, ни кажавте и неколку информации за тоа кои се личности оставиле белек во историјата на Макфест. Еве да ни кажете во вашето 24 годишно работење, односно како директор. Директување, така. Да, видите. Кои беа најубавите времења, кои личности го одбележаа, така кажано, Макфест? Многу. Сакам да ви кажам, која беше предноста на... Многу се личности во таа работа. Прво морам да кажам дека ваа генерација у која јас спаѓам, имавме големо задоволство како релативно млади луѓе да работиме со легендата на македонската забавна музика или џез музика Драган Джаконовски Шпат. Ние имавме големи презнање пред да влеземе, да земеме, да раководиме со ваква музичка манифестација. Така да имавме задоволство и него да го имаме на првиот фестивал, на кој начин му се заблагодариме. Пазите, голем бројот беше на партиципиенти или учесници или заслужни луѓе што дозволија да тргне на ваква манифестација, поштувајќи од Сојузот на композиторите на Македонија, каде беше Властимир Николовски председател, покојни се сите, и еден Тома Прошев, кој влезе во Советот, Уметничкиот совет, делегиран од Сојузот на композиторите на
Македонија. Тука беше Александар Џамбазов, тука беше Димитар Масевски, тука беше Љубомир Бранџулица, тука беа не знам кои уште луѓе, нормално Кирил Милев што го спомнав. Од Штип не може да се сетам, јас седев во тој уметнички совет. Башка имаше совет на фестивалот кој ги наблюдуваше како контролна функција, кој ги гледаше работите и ги бараше извештаите колку пари се, како пари се и така натаму. Ако збориме од тој дел, ако збориме луѓе од музичкиот свет, морам да ги споменам уметничките директори. Знаете, вие кога правите таква манифестација, прва работа ќе морате да ги направите тие, што викам ја, да му го решите правниот субјективитет на фестивалот, после да му го решите визуелниот идентитет на фестивалот и после да влезете во таа организација и да направите големи тимови. Колку човек да е способен сам со себе не може да го направите, тој мора да има своји тимови, да одбере играчи со кои ќе тргне таа работа да се прави. Во првите години двајца продуценти на фестивалот беа Лјупчо Константинов и Славе Димитров. Немаше уметнички директор, имаше водачи на програми. Лјупчо Константинов доби една вечер да раководи, а Славе Димитров доби втората вечер. Со тек на времето, Лјупчо Константинов испадна и моравме да именуваме главен човек раководител на уметничката програма и беше Славе Димитров, со кој почнахме да го работиме полека. Благодарение него, не само Славе Димитров. Ние моравме да имаме околу себе способни луѓе кои ќе ги реализират сите тие проекти што ние ги стваравме или ги имавме во главата и на кои делевме задачи. Моравме да имаме добри продуценти, моравме да имаме добри аранжери и пред се добри автори. И уште поважно да имаме добри текстови. И целиот тај спој да биде. Нормално и другата екипа, таа невидливата екипа, што спаѓа фестивалот, да ја ги делам луѓето во фестивалот на видливи, кои ги гледате на екран, и оние невидливи. Тие невидливите луѓе го прават оно што морате да имате добар сценограф, морате да имате добар режисер на пренос, морате да имате така, во тоа време немаше толку телевизија, беше само македонската телевизија. И ние моравме, бевме упатени, македонската телевизија не прифата со големо задоволство, а во тоа време во Југославија бидејќи бевме Југославија, постои со Југословенска радиотелевизијска мрежа која презимаше и ја сум многу задоволен од ден денесен аспект кога првиот Макфест со сите знаете, со сите опасности што ги носиш таква една прва манифестација беше пренесуван из цела Југославија. После стана традиција тоа, после и Радио Белград се вклучи, Радио Сплит и многу радиостаници и станавме пријатели на сите тие и така. Затоа ви викам приказката емоција пошироко, поголема, не знам дали имам време јас да избрзам сето тоа да го исфрлам. Па опфативме доста за овој значаен фестивал, но еве ајде да се потсетиме на оние познати музички имиња. Овде ни донесовте и едно печатено издание за Макфест. Да ги подсетиме, така еве, повозрасните за едни од позначајните музички имиња. Пазите, фестивалот ќе го поделиме вака. Значи, ние почнавме да создаваме нови музички вредности и да ја враќаме македонската забавна музика на патот на кај она беше тргнала уште по ослободувањето, тогаш така зборувавме, по ослободување после Втората светска војна. И по престанувањето на Скопскиот фестивал во Македонија се створи една црна дупка да немаше каде да се реализират. И почна да ни доаѓаат разни турбуленции, како јас го викам тоа, од останатите југословенски простови, посебно во сферата на турбо фолкот и такви работи, почна да не се фаќа одреден вака невкус. Работите одеа до некаков невкус и до некакви така кич состојби. Ние си земавме заедно со тимовите што ги работиме да консолидираме одредени состојби и да ја вратиме македонската забавна музика на местото или да ја дигнеме малце на повисоко ниво и уште во првиот обид ние тоа успеавме да го правиме. Сега, нашите соработници се бројни соработници. Ја споменав сега Славе Димитров, но ако ги споменеме, например, првите автори, Кине Костов не можеме да го прескокнеме, тоа е исто така легенда во нашата забавна музика.
еден професор Живој Инглишич, кој сега предава на Академијата на музички уметности во Скопје, еден Дамир Имери, еден Љупчо Мирковски, знаете, сега еден Драган Карамфиловски, мој дел од нив се покојни, дел се живи. Па почнаа да доаѓаат млади момчиња од типот на Јован Јованов, од типот на Ристо Самарџиев, од типот на Дарко Тасев, од типот на Валентино Скендеровски. Почнаа така, почна еден Тоше Попсимонов кој работеше исто така во продукција, учествуваше Тања Станковиќ, Лидија Кочовска, Татјана Кочовска. Таа песна се уште се слуша. Од Трајче Многу, Манев. многу песни. Еден Трајче Манев, например. И бидејќи фестивалот беше југословенски, така ние го компониравме фестивалот, бидејќи живеевме во таа држава, Маквес го деклариравме како југословенски фестивал со македонски идентитет. Так. И сите звезди што доаѓа и автори што пишува и учествува на нашиот конкурс од цела Југославија, мора да прво да се пее на македонски јазик и текстовите да имаат на македонски јазик. Имавме многу соработници македонци некаде низ Југославија кои влегуваа во студио и помагаа околу изговорите и реализација. Фаќавме разни професори, меѓу другото Љупка Димитровска во Загреб ја имавме, во Сплит имавме некои наши македонци, кога се снимаа, кога Зорица Конџа и така натаму. И тие звезди сега да не ги редиме, нема време. Така, Многу југословенски значени имиња, но покрај нив, апсолутно излегува на површина нашите пејачи и нашите автори. Јас ќе ви кажам еден пример, 87 година, вториот фестивал, кога беше веќе се чува Југославија и веќе се наслути дека доаѓа нова музичка манифестација во широките простори, бевме добро прифатени заради квалитетот што ги имаме. Дојде Кемал Монтено на фестивалот со кој да ти каже Ивана, а тоа време Трајче Манев беше едно момче, така наше штипско дете, кој си свиркаше со брат му, со некои ансамбли и конкурираше на Макфест со песната Осамен. И така има разни тука згоди и незгоди. Прво беше одбиена песната на конкурс од селекционата комисија, па Славе Димитров ја земе ја стави во джепот, па отидовме настрана, ја преслушаме со Слави, се договоривме да јас као директор имав дискреционо право песната да ја ставам на репертоар. И ја ставивме на репертоар, да ја правихме, но проблемот беше следниот, кога течеја генералните проби, до мене седеше Кемал Монтено, течат генерални проби и излегува Трајче Манев пее. И он вика, стари, излежи наполе да те питам нешто. Излевам навика, кој е овој мали? Викам, овој мали е едно момче од Штип, вика се Трајче Манев, свире нешто, гитара, бави се. Вика, он ќе победе. Така. Вториот фестивал, значи, блесна македонската забавна музика. На првиот фестивал Кире Костов доби покрај Зденко Рунич. На првиот фестивал ние имавме песна од Зденко Рунич, ја пееше Иво Патиера. Не знам дали ја знаете, тоа беше хит југословенски, Бисеро, моме Бисеро. Так. Еве, навистина, не можеме тие 24 години да ги сумираме во еден половина час, но еве, се навративме навистина на тие убави моменти, но еве, што ве спречи да не продолжите понатаму? Во 2009 година вие повеќе си дадовте, така знаеме дека си дадовте оставка и не сте повеќе директор. Која беше, еве, причината за да не продолжите понатаму? Види, тука има интересен сплет на околности тука. Прво, имаше преморелост на материјалот. Јас завлегов во години и почна креативната снага во Македонија полека да паѓа. Почнавме се полоши песни да добиваме и немавме посериозна понуда за која да се фаниме. Почнаа да не напуштаат југословенските стари пријатели, секој си течеше, се станавме суверена држава, имавме друг идентитет и така натаму, а и јас веќе завлегов во години. Второ, финансиската конструкција беше очајна во тоа време и поради немање на такви средства јас морав да дефинитивно се предадам и објавив во печатот тогаш дека заради необезбедување на материјални средства Макфест нема. Тогаш влезе во игра град Штип, за да не
пропадне, она немаше да пропадне, она ќе беше реализирана као видео плейбек фестивал по телевизиските студија, но влезе во општината Штип и го прифати фестивалот со разговори, бидејќи фестивалот беше тогаш на Фершпет, тоа беше Доел. Фестивалот беше фестивал на музика, Маквес, Штип, Доел, Маквес, Штип. И ја морам да се повлечам, да ви кажам, во прашање се години, во прашање се други. И тука коинцидира и други непријатни работи кои не се за медиумот. И реков дека доста ми е да се смирам, да се повлечам, бидејќи се стана потешко и потешко да се раководи. Но со вашето повлекување Маквест го изгуби сјајот, веќе не е тоа што беше. Па јас тоа не го зборувам, јас не би сакал да го кажам тоа, Маквест би требало... Така, Штипјани се свесни за тоа. Но, тука во Штип се направи една катастрофа. Верувам дека вие Видите, сте продолжиле... Само мора да го кажам на нашето раководство, ако ме слуша и ако слуша. Се направи катастрофална грешка. Они го земаа фестивалот, односно Штип го прифати фестивалот со поддршка на Министерство за култура, но се откажаа од целото наследство што го имаше фестивалот создадено. Се откажаа од институцијата. Направија рез и формира нов фестивал. Го зедоа само името Маквес, одно логотипот, тај што го викам ја визуелен идентитет. И тука стане еден јас. А зад Маквес остана огромна литература и огромна архива, кој не сакаше никој да ја прифати. Не знам зашто се откажа. И направија Сдружение на граѓани, у секој случај е позитивна иницијативата да остане Маквес, да продолжи да работи, да продолжи да живее. И ја во тоа време, така беше малку и неснаоѓање, отидов, разговарав со едни господа од Универзитетот Гоце Делчев. Со оглед тоа што Штип доби музичка академија, има средно музичко училиште, нели? Има и музичка академија, сметав дека местото на фестивалот, по моето заминување, тргање, веќе се разнишаа пуно работи, треба да му биде во музичката академија. И бев на разговори со двајца господа таму и предложив зашто не дојде до прифаќање на висинското место на фестивалот е тамо дека има музичари, дека има джезери, они имаат академија во која има секција за джезмо и така. Не знам и не сакам да навлегувам во тоа, но полека очигледно почна да се топат некои придобивки, некои што се работени со години. Да се топат и почна да се разводнува ситуација. Дали тоа зависи од раководството, дали зависи од некои други амбиенти, не навлегувам и не сакам да ги анализирам. А дали продолживте редовно да го следите Маквест и до ден денес? Како гледач? Знаете, ја као гледаш дома на телевизија. Едно време сите ме бара, кога доаѓа ја тргнаа Вера Јанковиќ беше бренд на Маквест. Ние ја создадовме. Ние као машинерија, као фестивал ја создадовме Вера Јанковиќ и ја негувавме, бидејќи тоа беше некако лицето на фестивалот, имавме и нови идеи после со Вера Јанковиќ. Но сите тие работи, и после Вера беше еден-два фестивала, па ја тргнаа, па дојдоа некои други директори, и кога почна тоа честото менење на директори, секој секајки да направи нешто ново, уствари го влечеше фестивалот назад. Секавам се, мене ме викна Јован Јованов на разговор, првиот директор, што после мене дојде. Гледам дека едни момци има тотално неснаоѓање. Се уреди. Дадов некои сугести, не ги префити тие сугести. После него дојде Драган Мјалковски, мислам. И он викаше ќе го напредиме македонската забава, но ништо не се случи од тоа. Не знам, немам свој став. Јас го следам фестивалот до ден денеска. Денеска, кога чув дека Лјупчо Мирковски, кој работеше со мене 92-93, Лјупчо беше уметнички директор на Маквес. Ние со него извадивме едни од најдобрите хитови во тоа време. Извадивме свирите Зајди, Сонце за три света и така натаму, да не ги спомнам. А со Лјупчо Мирковски оди во пакет и Дамир Имери. Тоа се моментално еден од најдобрите музичари во Македонија, Дамир Имери. Сега ми се враќа малку довербата, можеби ќе го санират фестивалот, можеби ќе направат тој звук,
бидејќи сега фестивалот оди во живо, ние немавме, во тоа време немавме пари за да платиме живи оркестри, разбирате. Сега се надевам дека сега фестивалот може да се врати мал лека по лека тој музичкиот дизајн да му се дигне на малцина. Иако со оркестар е малку по-тешка дисциплина, тоа е гломазна работа, многу захтевна работа и скапа. А еве како беше во времето, односно како се одвиваше Макфест со гласањето? Пазите, едно време мене во поновото време кога дојдеа царството на електронските медии, кога зафати, кога дојдеа компјутери, стално ме притиска новинари да ме праша зашто немате телеволтинг. Како да што да ги кажам? И јас едно време на една пресконференција, Радица Митрич се сеќавам од Радио Скопје, втора програма ме праша, господине Троицки, зашто не уведете телеволтинг, нека гласа цела Македонија? Нема проблем, викам, Радице, ако сакаш да го наместиш фестивалот, ако сакате да си го наместите или пропастите фестивалот, организирате телеволтинг. Ја до ден денеска сметам дека телеволтинг кој е многу штетен. И тука одма мобилизирате вие, одма стварате предпоставки за нечестни работи. Ево, што се случи со Скопскиот фестивал? Најдоа, не знам колку, 2000 телефони со картици за да го лажират фестивалот. Тоа беше на Значи, вие веднага се излагате, а ние во Штип имавме саличка од 615 седишта. У секое време можете да знаете кој гледачка, јас имав тефтер у кој водев евиденција кој човек на кое место седе, на кого му се дадени, кој ги купил тие карти. Така. И немаше потреба ние да телеволтинг. Имавме со баркодови направени гласови, лишење во сала и тоа многу брзо електронски се излежува. И тоа беа најчесните фестивали во Југославија. Се случи една таква хаварија во Сараево и го уапсија директорот на фестивалот на ваш лагер сезоне заради такви глупости што се дешава и на мештаки. Значи, ако сакате да си го наместите фестивал, направите телеволтинг. Има други многу прекрасни механизми кои можете вие да бидете као директор безбеден, за да не ве оптужуваат дека сте го наместиле, дека сте го продале, распродале или направиле ова фестивал. Тоа е сериозна работа, ве гледат милионски аудиторија ве гледа, разбирате? Точно. Од кога го оставивте Макфест, се посветивте повеќе на џез музиката, вие сте еден од најстарите џез музичари, меѓу најстарите, така кажам. Меѓу постарите. Знаете, и во мојата младост јас во Штип немаше средна музичка школа, имаше само нижа музичка школа и мојата генерација некако спонтано отидовме, завршивме секој што јас свирев виолончело, не знам кој труба, не знам кој ова, не знам кој она. И после завршувањето на тие основни оделенија, веќе во пубертетот сите сакавме, нели, као млади деца слушавме музика, Југославија се отвараше пред светот, почна да слушаме Радио Луксембург, Радио Солун, не знам, Радио Лондон, Београд, Скопје почна модерна музика. И ние влеговме во категоријата на забавни музичари, они се почнеме да се бавиме со џез. Се извинувам, Никола, само ако може и монографијата да ја разгледаме. Да, така да другата е ова монографија, така да ние во Штип почнеме да свириме. Првата работа мојата генерација беше џез и јас предска го спомнав Драган Джеконовски Шпатов, кој беше во Скопје. Во Скопје постоеше, во Радио Скопје работеше он. Постоеше мал забавен оркестар и тој доаѓаше тука и у рамките на памошната индустрија македонка се формира културно-уметничко друштво во кое проработија повеќе секции, меѓу другите и секција за забавна, односно џез музика и ние свиревме во тие џез. Така, еве ако може камерата да ни долови. Тука има и фотографии. Има и фотографии. Понатаму, што се однесува до џезот, ние свиревме по разни слободни свирки, што се покрај концерти, нели, што имаше задолжителни свирења, ние свиревме така наречени тезги ги музичарите викат, свиревме по игранки, по матурски вечери, имаше во тоа време матине од 2 сата за учениците, па вечер од 8 сата друга свирка и така натаму. Полека се развивавме и созревавме како
како музичари. нормално. Дојдовме до степен да веќе кога требаше да се одлучиме кој каде да оди да се школува, во Македонија немаше музичка академија. Во меѓувремено се отвори средно музичка школа во Штип. И отидовме на разни, секој се отиде на разни други професии, ама останавме да свириме, да музицираме. И јас, откако, бидејќи цел живот некако музиката ми е преплетена во животот, кога напуштив Маквес, се присетив на тие време, ја издадовме, со Благој Самоников ја издадовме оваа монографија, за да не се заборави се за Македонка. И решив 2010 година да се вратам на гитарата, после не знам колку година. Еве, што мислите според вас, се ценели доволно овој вид на музика овде во Македонија? Па не знам, јас сум малци сега веќе настрана, треба да разговарам со тие момчиња што свират. Се уште се Мислам, добро се активни, они се доста активни и ги држи она што вика, има многу кафичи, има многу објекти угостителски каде они конзумират, каде се конзумира таму, се свират во живо, свадби свират и така натаму. Веројатно им е добро, јас што слушам дека на добрите оркестри им е добро, има потреба. Овој народ секогаш пеал, овој народ и понатака ќе пее, ќе има потреба од такви музики, но знаете што како во секоја професија фалат водачи. Има луѓе, знаете, има водачи кои ги водат работи, тоа се природни состави, тоа не се водачи, менаџери. Разбирате, иначе другото е разбиено. Ти во еден обичен оркестар морате да имате прв меѓу еднаквите. Еден човек што мора да го има последниот збор. Тој водач, вие правите ти. За жал, кај нас не видов некои водачи кои ќе се наметнат, кои ќе почнат да бират, кои резонски, поквалитетно, посуштествено ќе одберат тимови, ќе направат нешто за да тоа го дигнеме на по-високо ниво. Значи, битката е за квалитет. Битката е за квалитет. Јас имав среќа и задоволство да живеам во едно време во кое имаше исклучително богата понуда. И имаше добри момчиња со кои можевме, од кои можев да одберам и да составам репрезентација, да речеме. Еве, јас пак ќе повторам, навистина може многу да се зборува на оваа тема, но еве за крај, еден апел за повторно да функционира Макфест како што бил во ваше време. Па, види, таа работа е малце дискутабилна во овој момент. Со оглед на тоа што се променети состојбите околу таа работа, не знам, веројатно за овој фестивал финансиски стои Министерството за култура, која влезе со многу пари, сакајќи да ја санира забавната музика во Македонија. И енормно високо ги дигнаа наградите на фестивалот, знаете, 20.000 евра. Во моје време ја ќе се шлогирам ако чуам. Прво место да многу престимулирано е тоа. И тука се губат елементарните мотиви. А ние работевме на стимулација на домашното творештво. И во Министерството има посебен сектор што вика стимулација на домашното творештво. Но не престимулација, има стимулација. Пазите, креативните луѓе со пари не можеш ти да го натераш некој да направи хит. Нема шанс. Ако он тука во срцето, во душата нема порив, тоа од него да излезе природно, никакви пари не го прават тоа. Вие можете да го стимулирате, да го подпомогнете и тие стимулации, затоа се воведени прва, втора, трета награда. Тоа се стимуланси, а они, како музичари, си остваруваат своите права, бидејќи во државата постојат и законски регулативи на музиката. Постои закон за авторски и сродни права, постои закон за култура, кој ги санкционира и регулира тие работи. Кој знае да ги чита тие закони, по нив да постапува и така натаму. Сакам да ви кажам, како да се врати сјајот на Макфест. Овој момент не можам да ви кажам. Како да се врати сјајот на Макфест. Малку е така, друго време. Фестивалот веќе гледам не е во штипски раце. Фестивалот е даден во Скопје. Тој само се манифестационно физички одржува во Штип. Јас бар така го чувствувам. Што кажете, само името си го... Името и он се само одржува во Штип, иначе штипјани умствено не го водат. Не го водат штипјани, некои други луѓе го водат.
Јас ви многу благодарам, еве ние Толку нема ни крај на дозволува овој времето. разговор, Нема, што нема, кажав, голема е но тема. еве Јас- во некоја наредна прилика, во некоја друга емисија Ви ќе реков. опфатиме во поголем дел. Ви благодарам уште еднаш што еве ни бевте гости, ние имаме уште неколку содржини кои што треба да ги проследиме се до 10 Јас ви часот. Еве благодарам. времето ни одлита, но сепак ни беше навистина пријатен разговорот. Научивме Еве јас нешто. и Никола млади не сме биле во тоа време, сме биле мали, но еве се научивме нешто повеќе околу Макфест во тоа време, односно кога вие сте биле директор 24 години се до 2009 година. Јас ви благодарам на вниманието. Да. ви Ќе имаме благодарам. прилика да поразговараме. Нема проблем, јас сум тука. Така. Тоа се многу убави работи, убави нешта, луѓето треба да ги осознаат, да ги знаат, да ги видат, па и да ги чуат и да ги слушаат. Така, почитувани гледачи, овде го завршуваме нашиот разговор. Ќе направиме една кратка музичка пауза, потоа се враќаме во студија и продолжуваме се до 10.